Денеска во Диетално максимално ќе гледате 8 недели борба со старите навики, 8 недели исполнети со предизвици, искушенија и мали победи. Во новото издание на Диетално максимално нарете екипата на Диетално да се соочи со најважниот тест досега – мерењето. Дали нивниот труд конечно ќе се претвори во бројки што ќе ги изредуваат, колку килограми се симнати, а колку сантиметри исчезнале од струкот. Време е вагата да ја раскаже приказната, а метрото да ги открие промените што можеби не се гледаат на прв поглед. Кај Вики, Јана и Светла ќе видиме емоции, неизвестност и резултати кои може да променат се. Не пропуштајте го новото мерење во Диетално максимално. Следна која што сакам да ја покана, не е убаво да кажам највозрасната, но позитивната, која што цело време Вики знае нешто да каже, да праша, зошто ова вака, зошто онак. Сигурно и ние кога ќе стигнеме до незините години ќе бидеме такви дека се знаеме, се треба да прашаме, се треба да се консултираме, ама мислам дека е најдобро така, дека е подобро да прашуваш по 100 пати отколку еднаш и да забораваш. Вики, ајде. Ајде. Како си? Супер. Добре, Одлично. Призрчево, пак средана. За секое снимање, значи различно. Си имаме на таква стратегија. Да. Да. Која е тајната? Има некоја тајна? Па тајна. Да не си ги кажам точно годините. Токму така. Ама сега фризурчево денеска ти е многу помладалачко, испеглано, со шноли. Првиот пат ти беше влезот во синерџи со плетенки. Ептен онака детски да не кажам, ама вака ептен си дотеран среден. Да, благодарам. Дали може вагата да видиме денеска што ќе покаже? Ево. 92,7. Супер. Браво. Супер. Супер. Одиме да видиме со мерките како одат. Тука да застанем? Тука? Така, тука, за да те фати камерата, да биде секако што треба. Спушти си ги рацете долу. 99 сантиметри. Да запишам. Одиме сега на стомакот. – 102,5 сантиметри. Браво. Почна инструкцијата да ми се оцртува. Да, добро е. Веќе стомаците можам да ве пофалам дека сите ги немате. Сега пак ја кажам како и претходно дека не е убаво за задниците дека би ги снемува, ама подобро да ги снема, па потоа повторно да ги изградиме, да бидат убави. Намести си се убаво. Спушти си се, гледај си напред, спушти си ги рацете. 115 сантиметри. Супер и во задникот, односно оној вишок на сантиметри кој што го имавме претходно. Така. Одиме сега на бутовите, застани си најнормално. Пардон. – 65,5 сантиметри десната нога. 65,5. Одиме сега на левата, слободно застани си. – 64 сантиметри. Супер, тука веќе и кај тебе и повеќето имавте таков проблем, разликата помеѓу десната и левата нога. Веќе имате подобрување, односно изедначување на сантиметрите во бутовите. Одиме сега на рацете. Спушти се најнормално. Така. – 30,5 сантиметри. Спушти ја веќе нормално. Оваа ти е по-неактивна. 33.
Тука рековме 31,5, така? Ајде да премериме уште еднаш ка таа 33. Спушти долу. Нешто се збунив со сантиметриве. 30,5. Значи имаш тука исто голема разлика. 30,5 и 33 сантиметри. Следна која што сакам да ја измерам и секогаш кога ќе дојде на ред, јас на вистина се плашам. Не знам зошто е тоа така, можеби затоа што е полицаец, пензиониран, или затоа што има таков став. Светлана Манева, ќе ве молам аплауз. Со новата фризура, многу убаво ти стои вака, младалачки. Имам нова фризура, благодарение на Бети. Она ме шишаша, ме среди, малце ми се расипа, времено малце лошо, ама пак е добро, нели? Времето лошо, ама килограмите ајде да видиме дали се лоши. Се надевам дека не. Повели Светле 84,8 килограми. Браво! Повели напред, да видиме што викаат сантиметрите. Дали дома те бодрат? Да. Од кого имаш најголема поддршка? Од сопругот и од Тама сакам децата. Ама најголема. Најголема од сопругот се разбира. Токму така. Одиме на гради. Застани си најнормална. 99 сантиметри. Браво. 99 сантиметри. Супер. Ајде ова стомачето. Започна со слаби раце, слаби нозе, ама стомаче имаше од овде до кучевачка бара. Од синарче до кучевачка бара. Да. Ајде да видиме сега што века стомакот твој. Ајде да видиме. Дали сме стигнале до бутел или сме Уште у чајер. Или на бит пазар. или сме приближно до Ај крени ми ја мичката, нешто Нешто ти фаќа? да, да не имаш каиш. Немам. Ама може ова е вака малце. Да, затоа гледам дека нешто негдека ми се намести лоша. Ајде. Токму така, за да видам каде ти е папокот. 98 сантиметри. Браво. Супер. Одиме на задникот. Ајде. Чекай малку ќе ти го поткренам, јас ќе ти го држам вака. Ајде. Чекај. Спушти си ги рацете најнормално. Да. Се лизга. Да, јас ќе си наместам све како што треба. ,5 сантиметри. Одиме сега на десна и лева бутче, веќе немаш бутчиња, сега имаш ноџенца. Морам да те пофала. ,52 сантиметри. ,52,5 сантиметри. 52 и 52,5 сантиметри. Многу интересно. Петка и дури 5 сантиметри си симнала. Јас нозете мислам дека повеќе би ги работела во иднина да ги зајакнеме, иако имаш став, јаки нозе, но сепак да поработиме на нив од друга гледна точка, а малце повеќе на стомакот. Иако вежбите не ги делиме, тоа да си знаат гледачите дека нема јас сакам само стомакот да го симнам, туку на тренизите кај мене, а и кај повеќето тренинзи најправилно е дека се работи целокупното тело. Значи нема отстапка, спушти си раката најнормално, така. 26 сантиметри, десната, слободно. Дваесет и шест. 26,5 сантиметри. 26 и 26
6,5 сантиметри левата. Да. Супер, Светле, како си задоволна со резултатите, со мерењата? Јас сум презадоволна. Последната која што сакам да ја измерам е, можеби ќе звучи вака лошо, ама не е лоша, бидејќи ми е најомилена. Зошто ми е најомилена, се знае, руско потекло. Јанче, неомилена, значи нема тука, како викаат, лажење, крадење или подмитување, ама омилена ми е сепак. Јанче, ние сме си русинки тука внатре и мора да си се дружиме и да си се држиме една со друга. Добра ли си? Супер. Викни малце, 2 месеци веќе помина. Дали си спремна? Спремна. Ајде, повели на вагата. Исправи си се убаво. Супер. Одиме 106,5 килограм. Застани си тука напред, Јанче. За да ги измериме сантиметрите. Дали се навикнаа твоите деца дома дека си отсутна поради вежбање? Да. Дали те бодрат? Пошто рековме дека се тројца во прашање. Да, имам голема поддршка од сите дома. Добро. Застани си најнормално, исправи си се. 102 сантиметри. Одиме сега на стомакот. Јанче, крени маичката. Овој пат носиш фармерки. Сто 13 сантиметри. Одиме на задникот. Дојди понавака, Јанче. Ето така. Супер. Сто 19 сантиметри. Наред се бутовите. Шеесет и 5 сантиметри десната нога. Шеесет и 4,5 левата. 65 и 64,5 левата нога. Последно мерење се рацете. Спушти долу. Дваесет и 8 десната рака. Спушти си ја, Јана. 28 левата. Веќе се скоро изедначени. И двете раце. 3, 2, 1. Ајмо да ве видимо, газ. Гледаш колку сум сега посилна? Така. Добро се храниш, а, Вики? Да. Видиш со твојата програма на исхрана колку појаки сме сега. Тој да те бацка. Ни мепнуваш? Вики, Немав обичај многу месо да јадам, да ти кажам право. не? Риба многу, туна. Така, со оглед на протеините, поќе си јак. Колку работи ни метнуваш. Како си ми, Вики? Одлично, за мерак. За мерака. Да. Вики, колку имаме ослабнато до сега? Па ја тераме 12. Деке, одиме на тоа. Сега кога ти пуштив вага и покажа нешто неверојатно. Јас за самата себе си сум многу задоволна, бидејќи сите што ме познаваат, што ме сретнале, кажуваат дека во ваква изглед никогаш не ме виделе.
и никогаш стварно толку многу убав резултат не сум имала. Што стварно сум се обидувала да намалам килограми, али до сега со ваков резултат, јас знаеш што му велам, чекајте, уште има, има уште. Тек е почеток. Тек е почеток, ќе видите Добро. резултат. Ајде, кога сме на почеток, како ти било на почеток? Многу тешко. Зошто? Секогаш ти, затоа таа дисциплина што ја сакаш ти што не ја вметнуваш кај нас, тоа многу ми се допаѓаше. Бидејќи ти ме научи од Сабајле како да пешачам. Толку беше тоа професорски кажано, во смисла, ајде сега на Сабајле да излезиш да пешачиш. Јас излегувам, пак кога ќе се вратам, ќе се жалам. И ќе ти речам, Клаудија, абе ми се јадеше, вака, Клаудија, така. Ќе излезиш и ќе пешачиш. Од кога ми направи промена, дека порано да станувам, секако во 7 станувам, до 8 да бидам излезена, да доручкувам, па после да одам на пешачење и да се вратам. Значи, стварно, после 1 месец веќе тоа го спроведував и јаве сега месец и пол веќе има, скоро го практикувам, секое Сабајле и многу голема промена во самата себе си чувствувам. Куповината што ја правиш е едноставна? Да, многу ми се допаѓа, еднаш дека во неделно ни го праќаш менито, јас се ќе си прочитам, ќе си го направам списокот и одам на пазарење, ќе си купам и цела недела сум рад. Знам дека тоа нешто го имам во фрижидерот и нема пред 5 минути да трчам. Ке остане тоа и у будуче или не? Па да ти кажам право, многу добра позитивна навика. Зошто? Зошто ако ми се јади, тоа нешто одма го имам на лагер и ќе седнам да го јадам. Вики, јас сум задоволна. Не гледам се на килограми, окей? Затоа што да би било тоа све како што требаше да биде од почеток, не би било 12, би било 18. Така. Окей? Така Тоа е. ќе го ставиме на страна. Ама сум задоволна од што гледам. Дека ти полека ме свајкаш. Така. Сакаш да научиш Така и со е. твоите години. Така е, така Окей? е. Значи, така не сме е. ние тука се више ни 30, ни 40, него Сепак имам имаме 61 година 61 и ова година. што го правам. Ние сме навикнати да јадеме кога сакаме, колку сакаме, што да, сакаме, да. ајде богати се тоа ќе јадам. Мислам, јас сум задоволна од тоа и фала ти на Да, тоа што да, го практикуваш, што сакаш Да. и што се учиш. И се надавам дека нешто ќе ти остане и понатака. Да ти остане бар нешто. Значи паука од да тоа. му ставиме на гледачите. Дека не се тука важни годините. Не, уопште не. Јас Уопште не. кога на вакво нешто, ваков проект се пријавив да учествувам на 61 година, можат сите. Тачно. Добра да му дадеме на гледачите добра Тачно, паука. и свака час на тоа све и иди Да. дале така, Благодарам. така јака, Да. енергична, позитивна и сите врати ќе ти се отворат така. Така е, така е. Така да знаеш. Јас сум презадоволна и јас сум препоносна. Така, и јас на самата себе си стварно на овие години што ги имам, ваков резултат што имам, сум презадоволна и јас. Фала ти пуно. Така. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Биотек поликлиника. Врвен медицински тим. Современа диагностика. Брза и професионална услуга. Доварба и квалитет на едно место. Вашето здравје заслужува најдобро.
Во центарот на градот, студио Кат & Кат. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Ајде. Дали Клаудија смее вакви? Па, дај да пробам една. За Светле, не за тебе. Ја мислам дека за мене мислиш. Не, за Светле. Не, она не смее, а јас смеам. Урми и ореви. Да, ама она јадеше сега пред малку, не мора 3 сата да чека. Здраво, Светле. Здраво. Како си ми? Одлично. Како се осеќаш? Супер, супер. Све окей? Све окей. Енергична, идеш у вец, се спиеш добро, све окей? Све окей. Не морам да се секирам? Никако, да. На почеток имавме ние малку проблеми со тебе. Па добро, да, имаше, пошто нормално менјаме начин на живот, прво. Значи, нова исхрана, физичка активност, што претходно не било. Значи, ваков тип на исхрана како што имаме сега, ни 30% од тоа не сум го применувала, освен нели салата, овошје и сите тие други работи. Физичка активност никаква, последните 3 години. Значи, може би нормално телото не навикнато на исхрана таква, на физичка активност, може би ми дојде некако пренапорно. Меѓутоа сега можам да ти кажам слободно дека до сега, до претходно се мачев и со исхраната, и со вежбањето, и со пешачењето, а сега уживам во сето тоа. Тек Браво. сега осеќам дека е нешто добро и тек сега гледам дека кога ќе кажат луѓето ако не излезам да пешачам, како да нешто ми фали. Тоа сега ние го чувствуваме. Значи, исхраната, вежбањето редовно, значи сето тоа сега некако дел од нашиот живот, кое што ни прави да се чувствуваме многу, многу подобро него претходно што сме се чувствувале. Повеќе енергија, повеќе насмеани, среќни, задоволни, така да можам да кажам дека сум благодарна прво на тебе, нормално и на Емче и на цел овој проект, што ни дадовте шанса за да почнеме нешто ново. Браво. Да. Прашање имам едно. Дали ти кога пред да почнеш или кога почна, дали ти можеш да сватиш или да направиш некоја представа како ќе биде ова, што ќе ни дадат тамо да јадеме? Па не, јас наискрено кога се пријавив, мислев дека ќе биде нешто као тоа смеете да јадете, тоа не смеете да јадете, нешто физичка активност и нешто така ќе биде лабаво. Мислев дека ќе биде тоа како ете така, колку да се каже дека нешто вежбаме, нешто сме смениле во исхраната, не ни очекував дека ќе биде баш вака. Поготово не ни очекував дека килограмите ќе летаат месец за месец, недела за недела, денови за денови и сум да ти кажам презадоволна. Исхраната викаш дека се сега знаеш тачно како се спрема и све, така? Да, па тоа воопшто не е тешко. Ако се организираш на време, воопшто не е тешко. Јас знам дека на почеток што е ова, како се прави ова, како Да, каде па да. се таа комбинација, од каде па овака да се јаде. Вие имате еден нутриционист што е интернационален, Па точно, нели? да. И сега Баш наравно нема големо време за да се сготви. Значи не ти троши време, само Знам. треба да си спазариш на време и кога ќе станеш са бајле, знаеш доручек тоа, так си спремаш, ужина тоа, вечера тоа и немаш никаков проблем. Супер, супер. Енергија има? Енергија има нормално. Има некои болести? Не, еве, морам јавно да кажам дека пиев претходно терапија за притисок. Сега веќе не ја пијам, затоа што притисокот ми е стабилен, нормален, дури и понизок.
него нормален. Од кога се пилат и таблети? Па, негдека има веќе 3,5 години како ги пие претходно. Да, таблети, затоа што притисокот ми варираше многу, ми се качуваше, па пак се симне, па пак се качи, па пак се симне. Сега еве можам да се пофалам дека со исхраната, со физичката активност ми се стабилизира притисокот. Куцнав дрво, Да, да. Немам проблем да пешачам, да работам нешто, со внучето да си играме, да си трчкаме, така да уопште немам никаков проблем. Сега има проблем маш ми, што кога ја пешачам, он не може да ме стигне. Видиш? Да. Видиш? Маш ти ми е мој најдобар друга, затоа што ја не комуницираме. Супер, след на мене е многу мило, као прво за тоа што си прихватила. Да. После месеци имавме ние нашите, наравно, нашите, и као со сите, на почеток ја реков дека тоа, ја знам дека тоа се тешко. Ја тоа се го свајкам и го знам, затоа што ова работам многу години и со многу особи. И сите сте различити, а сите сте исти. Да. Што имаме исти проблем. Да, што се тоа, да. Сите на почеток имаат тоа, ама како, ама ова не, па зашто ми дава ова, па ајде Бога ти не... Да, тоа све го знам и ја тоа морам да се борам против тоа. Океј, јас да пуштив, сега не би имала ни минус 18, нити минус таблети да се пијат и така дале. Така. Затоа е добро што си Значи, ни беше малце тешко за да сватиме дека сето тоа е добро, затоа што не сме биле навикнати така да се храниме, да бидеме во така. Сега сме сите во тел форма. Не можам само да кажам за себе. Значи, сите девојки сме топ. Гледам. Дали мислиш дека ти ова ќе го држиш и дале? Па не можам да кажам дека сум 100% сигурна, ама 98,9% сигурно, да. Добро. Еве направив еден мал тест, јас бев на одмор една недела, знаеш дека отидов на одмор, и тоа бев во хотел all inclusive, и верувај дека само ја гледав масата со салати, риба и чисто место што прави на скар. Значи, сета друго мене не ме интересираше. Добро, ти мислиш сега една многу важна ствар. Ти мислиш сега тоа е за тоа што си контролирана или не е точно. Тамо ти не ме контролираше. Тамо ја можев да едам све, така? Значи ти не ме контролираше таму, меѓутоа сакав да си направам самата на себе тест. Супер. Самата на себе тест дали можам. И увидев дека можам. Значи имам гардероба што сум облекла еднаш или два пати и сум се поправила и сум не можела да ја облечам. Те разбирам. И сега ми дојде како нова гардероба. Браво. И сум пресреќна. И треба пак да се влезе у таа гардероба. Така. Светле, јас сакам да те видам у таа гардероба. Да. Да ми покажеш како тоа изгледа. Да ќе ти покажам, да. Идеме дале, идеме до cilja, што викаат, до крај. До крај. Имаме ми целта уште. Да, имаме Овој уште. месец ќе биде појак. Појак и јас очекувам да има најдобри резултати. И ќе бидат. Да. Јас верувам у тебе. Да. Верувам у вас. Да. Исто као вие у мене, наравно. Нормално, да. Фала пуно и презадоволна сум и препоносна сум. Фала ти на тебе, се најубаво.